Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Наш гостин во оваа епизода Савка Тодоровска, претседател на Националниот совет за родова рамноправност. Кога ќе се спомене името на Савка Тодоровска, секогаш асоциацијата е борец за женските права. Незината приказна во следните 50 на минути на 24 вести телевизија. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Благодарам што прифатите да бидете дел од Патот до успехот. Мислам дека имате една интересна приказна. Секогаш кога ќе се спомене името на Савка Тодоровска, асоциацијата е, јас така кажев и во најавата, борец за женските права. Тоа малку феминистички или? Правата на жените се човекови права. И затоа сметам дека тоа се заеднички родови прашања. Успеавте ли во таа борба? Па резултатите покажуваат да, но во последните 10 години некако како да стоиме во место, а според мене стоењето во место значи дека уназадување. Приказната на Савка Тодоровска започнува од Велес. Да не го правиме муабетот на стоење, мој предлог е да седнеме и повелете, задоволството е мој. Кафе муабет да го направиме разговор. Да, повелете. Благодарам. Савка Тодоровска е родена во Велес на 9 август 1943 година. Основно и средно образование завршува во Велес. Јас сум родена во Велес, во Влашкото мало, нели позната е онаа песната во Влашкото мало, жолти куќи високи, токму во тој дел. Мајка ми, мојата мајка е од Велес и незиното семејство, а мојот татко по партиска линија бил пренесен од Скопје, всушност роден од Тетово и целото семејство на мојот татко живее во Тетово. Тие се 5 деца, мојата мајка 5 деца и јас сум живеена во една голема љубов меѓу двете семејства, бидејќи мојот татко уште пред една година да наполнам јас, тој починал. Така да сум била секогаш присутна меѓу 5 деца кај мојата баба, кај од семејството на мајка ми и 5 деца од кај мојот татко. И Велес, Тетово, и во она време кога се патуваше преку Скопје со малото вовче, познатото Киро, јас сум одела секој зимен распуст и секој летен распуст во Тетово, за да се одржуваат врските меѓу овие две семејства. Потоа семејно ние сме биле присутни и 5 години во Куманово, семејно сме биле одселени таму, за да во тоа време се роди мојот брат. Тоа е моето исто така едно драгоцено суштество во мојот живот, што не сум останала сама. И тоа сум и благодарна на мојата мајка. И моето семејство по татко се останати скоро повеќе од 95% во Тетово живеат и врските ми се уште блиски. И семејството на мојата мајка, исто така, и мојата мајка и мојот брат со семејството живеат се уште во Велес. И така ми се многу блиски релациите и со едните и со вторите. А Куманово ми е драг град, бидејќи во него е роден мојот брат и таму имам многу добри пријателки и многу колешки по женското движење и затоа тие 3 града ми се блиски околу Скопје, за да одраснам, за да се школувам во Велес и да дојдам да живеам во Скопје уште од 1962 година. Тоа значи дека и убавините и она што го навоѓаше Скопје со поплавата 62-та, со земјотресот 63-та, родени се тука се омажив за мојот сопруг и моите 2 деца, Боби и Емилија, се родени во Скопје. Тоа значи дека е овој град на моите деца. Јас се уште
и покрај 52 години живот во Скопје, го сакам, се трудам околу Скопје, но секако сакам, да го споделам со вас, дека овакво Скопје, какво што е сега, е непрепознатливо за мене и особено што ја губи душата и ја губи историјата. Така да моите внуци и нивните внуци нема да го знаат оноа Скопје во кое што ние сме заживеале, оноа Скопје со историјата која што ја носеше со себе. Во Скопје доаѓам во 1962 година. Се вработив во еден голем гигант, Рудници и железарница Скопје, и како пензионерка излегов од тој голем гигант. Работев во лабораторијата како хемиски аналитичарка. Бев заедно со моите колешки и колеги, заедно и што учевме. Секако доаѓа и нови генерации, но мојата активност во тогашното време на работничкиот совет, на синдикатот, на женската асоциација, во тоа време беше напреден гигантот, таму се градеа кадрите. Имавме свој весник и своја радиостаница во железарница на 13.000 вработени и моето учество во весникот допринесе да јас бидам потоа вработена како новинарка во Металург, весникот и радиостаницата, и горда сум на тоа, така да транзицијата и промените на општеството ме затекоа како новинарка од индустријата во Рудници и железарница Скопје, и кога 1991 година на 28 февруари бев избрана за првата председателка на локалната организација на жени на градот Скопје, бев поканета на скопска програма на македонската телевизија, тогаш беше само една телевизија, и после интервјуто што го имав во студиото, добив покана да бидам вработена, односно да соработувам во македонската телевизија како надворешен соработник. Сакам да ве прашам малку околу воспитувањето, семејното воспитување. Ако јас сум родена во вирот на Втората светска војна, тоа е 1943 година, за да ослободувањето 1945 година, јас сум некаде 2 годишно дете и не го паметам тоа многу време, но годините некаде од 47-та, кога мојата мајка беше првиот медицински персонал во тоа време, во Велес, требаше да биде пример за останатите, иако бевме ние во едно големо семејство, живеевме заедно со родителите на мојата мајка, имав една баба прекрасна, која што умееше, знаеше како тоа треба да се воспитуваат децата. Живеевме заедно со вујните, исто и тетките на мојата мајка, сестрите и браќата незини и нивните семејства, но требаше пример да биде таа и да јас отидам во детската градинка, првата во тогашното време, и сето тоа донесуваше да јас бидам малку поразлична од децата кои што на мало, нели, се игравме заедно, и пред да отидам уште на училиште, мојата баба, која што сите во тоа време народни собери имаше многу, по црквата, јас сум таки Влашката црква, значи реков дека сум родена во Влашкото мало, и тоа и сега таа црква постои како таква и низиниот двор, и таму се одржуваа народните собери. Секој народен собир мораше да почне со мене и да заврши со стихотворба, да кажем, или некоја песничка, и тоа ме охрабруваше мојата баба на тој начин.
А дававме пример како тоа треба да одат и другите деца во детските градинки, за да можат, нели, да знаат и да учат нешто пред да заминат во првото одделение. Доаѓате како полнолетна практично во Скопје, ги паметите и катастрофите, поплавите и земјотресот. За земјотресот бевте во Скопје. Да, живеев токму на плошта Слобода, кој што беше и епицентарот на земјотресот во тоа време. И мојата мајка, и како сега, и тогаш живееше во Велес, со мојот брат, со баба ми, и едноставно беше медицинска сестра во болница тогаш. И кога дошле тие на работа, нели се уште немаше такви големи вести дека е срушено Скопје. И кога стасала на работа, само им рекле во камиони се поаѓа за Скопје. И не можем, нели, така, колку години се поминати од тоа. И мајка ми, кога дошла до Скопје, рекла, докторе, јас ќе се следам тука. Нели, тргнале кон државна болница. И они рекле, сестра Родна, ама вие морате да тргнете со персоналот, ние сме тргнали да спасуваме. Мома рекла, докторе, па моето дете е тука. И тогаш другите колеги рекле, сестра, си минјајте се, а понатаму вие знаете, вие сте одговорна и ќе дојдете. Кога дојде таа ме најде мене на улица, едноставно од спиење, така како што сум станала, среќа, значи куќата до нас кај што живеев беше срушена, но нашата куќа во куќата на доктор Тројачанец, тогаш живеев јас, заедно со моја баба и дедо, на мојата баба сестра и незиниот сопруг, беше несрушена, но сета сиот малтер и цигли беа во нашиот влез. Тогаш дедото беше најверојатно присебен, не спаси со тоа што рече, чеките, не излегувајте. А потресот, јас се најдов на земја и едноставно кога погледнав преку пенџерето, видов само бел прав и јас во тоа време на мојата возраст, на мојата то учење и знаење, мислев дека е тоа атомска некоја бомба или бомба и некакво рушење и едноставно знаев дека треба да фатам некој чош, некој агол и така, во тоа време додека излеговме. Кога излеговме надвор, тука е кај Гоце Делчев, тука е баш над плошта Слобода, тука беше брзата помош, тука беа веќе камионите запрани со оние стаклени шишиња, со млеко, разнесувањето на млекото, тоа беше 5-17 минути и сето тоа тука беше, наснич крботеа забите од сиот оној песок, затоа што целиот воздух не се гледавме еден со еден и нормално за мене беше тогаш да помислам, па ние се спасивме овдека, ама ние имаме ширина, а мој Велес е куќа врз куќа, а моите ако излеза другата куќа ќе ги утепа. И така тоа беа така едни, навистина не можеме да не се сетам. И тогаш мојот сопруг ми беше дечко, тој живееше во Црниче и одеднаш додека ние тоа се снајдовме, тој со точак дојде и куќата, не можеш да види дека не е срушена нашата, него едноставно на друшевината мислеше дека е тоа нашата. И така, ете, тоа е оноа за кое што јас Скопје го паметам, го сакам, се трудам со мојот ангажман и сметам затоа и сум должна да го работам се тоа. А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот. Која е жената во Македонија која што може да ја извади Македонија од оваа политичка криза? Јас да речеме би ја споменала Милјана Лазаревска-Трајковска, би ја споменала Маргарита Цаца. Останете со нас. Одлепени цени во Веро. Банани 47 денари. Пилешки стек 213 денари. Сладолед Фриком Кватро 199 денари. Кујнски бришачи Палома 61 денар. Део спреј, стик или рол-он Нивеа 132 денари. Од 28 мај до 3 јуни во сите Веро маркети. Веро, супер акција за цел град. Straight Red Coke, deodorant spray and sour gel. Hot as fire, cool as ice. Live life your way. Ние сме жени и горди сме на тоа. Затоа Виолета на жените им овозможува целосна грижа и во секое пакување од новите хигиенски влошки дава интимни марамчиња гратис. Ваша Виолета. Се започнува со него. Заљубете се и вие во своите утра со Нескафе Класик.
Шолја кафе, само 3 денари. Sava Tours, the happy makers. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Tactile, solar, revolutionary. Tissot T-Touch Expert Solar. Tissot. Reno Tower, what's your position? Brightline, instruments for professionals. Савка Тодоровска, председателка на Националниот совет за родова рамноправност, борец за женските права во патот до успехот. 90-тите се случува независноста на Македонија и практично тогаш веројатно започнува вашиот посериозен ангажман, како најавивте вие во претходниот дел од разговорот, кон она што е права на жените. Практично многумина денеска кога ќе ги прашам и ќе кажат се што е на некој начин од женски род, а во парламентот пратенички е веројатно заслуга на Савка Тодоровска, незината борба. Навистина е убаво да се слушне това, а мојот ангажман е несебечен и целосен во овој правец, но никој никогаш не може да каже дека нешто сам или сама дека направила. Само можеш лошо да направиш сам, сама, а за добро ти требат соработници, соработнички. Јас имав среќа 1991 година, значи на 28 февруари, кога се собраат 28 жени од цело Скопје, многу од нив не ги познавав, но едноставно одлуката на сите нив беше едногласна дека организацијата на жените на градот Скопје ќе води Савка Тодоровска. За мене не беше ништо ново, бидејќи од мали нози учена бев да работам активно во било која сфера и ја прифатив задачата, но не знаејќи дека навистина имаме ново време. Но заедно со повеќе жени во тоа време, како една Кристина Кацарска од Стопанската комора на Македонија во тоа време, Надежда Митковска од Влеча тогашната, значи една тетка Милка од Врдарките, една Јорданка и многу други кои што заедно работевме во тоа време, Теута Чучкова, Нада Двојакова. Едноставно започнавме нови активности во навистина новото време. Бевме многу успешни. Кои беа предизвиците тогаш? Предизвиците беа да се најдеме на правото место во тоа време со прави активности. Значи, во тоа време се покажа проблемот со војната болница. И секаде имаме ние наши жени, половина од популацијата сме. И тие едноставно им беше препознатлива нашата организација и ни јавија дека од штекери се вадат апаратите во војната болница во тоа време и дајте нешто да направиме. Ние едноставно веднаш се мобилизиравме и дел од нас отидоа пред вратите и запра вадењето на апаратурата, а дел заедно со мене отидовме и ги побаравме министрите за здравство, министерот за одбрана и веднаш алармиравме дека за нас е неприфатливо излегувањето на апаратите од нашата држава да одат надвор.
За утрето се бајле и министерот за здравство тогашен, и министерот за одбрана, значи дојдоа уште вечерта, и председателот на собрание, и дојдоа сите заедно и не поддржаа во активноста и рековме утрето се бајле во генерал штабот ќе одиме. Отидовме овдека во воената област и разговаравме со највисоките раководители и им рековме дека вие носите се што мислите дека е на армијата, но дали болницата ја правевте за само армијата или за народот на оваа држава на Македонија? Нивниот одговор беше дека да, за народот. Тогаш ве молиме, оставете ја, и навистина успеавме. Одевме на неколку средби во генералштабот, одевме дури во Ѓорче Петров исто така на разговори и успеавме да остане одбрана. Значи армија, оваа да е воената болница тогашна. А каква беше ситуацијата во парламентот со првата влада? Првата имаше жени? 1991 година од 120 пратеника беа само 4 дами и навистина беше жално да се гледа тоа, затоа што, како сега да се сеќавам, на докторката од Берово, значи, на незиниот лик, другите 3 не можам да се сетам кои беа, но незиниот лик за сите 4 години парламентарката не отвори еден збор да каже, и мене тоа толку ми беше тажно, знаејќи ги капацитетите, квалитетите и способностите на жените во нашата држава, бидејќи излегував од семејство големо, каде што сите имавме еднакви можности на активност и учество во донесувањето на одлуки и на семеен план, и на работен, а излегувајќи од еден голем гигант железарница со 13.000 вработени, немаше структура каде што немаше жена. Добро, тоа е некој шовинизам во Македонија или жената не успеа сама да се избори? Законите уште од 1945 година со донесувањето нели на новата држава, односно на прв пат Република Македонија, федеративна, па социјалистичка и така натака, првото добивање на државноста, тогашното АФЖ се избори во законите, уште од 1945 да жените имаат еднаков третман по сите нови закони. И Уставот и денес, и тогаш, значи сега членот 9, вели дека сите граѓани, без оглед на вера, нација, пол, имаат еднакви права. Но фактичката состојба не беше таква, со самото тоа, во парламентот 1991 година, дека имаше само 4 жени од 120 вкупно пратеника, беше еднакво, дека еднаквоста е занемарена. А како беше во владата? Во владата тогаш имавме една заменик министерка, значи од либералната тогаш ми се чини партија, тоа беше и немавме, ни тогаш, 1 до 2, но пак, за разлика од сега, бројот на министерства, на министри беше помал. Па така процентуално во владата доаѓаше дека некаде е поголем процентот од колку пак сега што е. Жените се плашат од функции така? Не се плашат жените. Во Република Македонија се еднаков број на жени и мажи. Поголем процент се високо образовани отколку момчиња. Повисок процент на жените се со магистерски титули и со докторски. Тоа значи дека се она што се однесува на жените што треба влогот сопствен да го дадат, го имаат. Имаме жени и нежни, има и мажи. Има умни и жени и мажи. Има говорливи жени и мажи. Значи, тие стереотипи и предрасуди во односот на жената и учеството во структурите на одлучување и власта се само стереотипи, а не во однос на квалитет и на способност. Сте размислували некоја за женска партија? Партија на жените? Сме размислувале многу одамна, уште на самиот почеток, од причина што и во стартот, во тоа време имаше многу мал број на жени членки во политичките партии, за разлика од денес кога има многу повеќе жени членки во политичките партии. Значи, и сето ова време работа со жените во политичките партии, во невладиниот сектор, значи во сите структури, но односот, условите на оние семејни релации, кои што заради стереотипите и предрасудите потпаѓаат
во улога на жената во семејството и онаа изреката која вели дека жената е столбот на семејството, не е столбот. Столбот се сите чинители на семејството. И тогаш семејството е здраво ако стои над сите чинители кои што се внатре, дури и децата. Но од прилика, тоа е сликата за македонската жена. Сега ќе зборувам малку подоцни за албанската жена, дека жената е таа која што е домаќинка, која што се посветува на семејството, а мажот е тој кој што работи, тоа кој што носи. Тоа се само стереотипите и предрасудите што но тоа така функционирало. И тогаш, па дури и сега, заради тоа што во нашето општество ние немаме субвенции на одредени сервиси кои што треба да потпомогнат на семејството, не да се воведуваат само семејни студии, а да се укинуваат родовите студии, туку да се створат услови преку сервиси за благодет на семејството, за полесно да се поминуваат сите состојби кои што доаѓаат во одгледување на децата, во грижа за старите, во хигиената, во сервисите за перење, за пеглање, значи едноставно комплетно тогаш ќе имаме семејство со еднаква структура на сите чинители и еднакво време за љубов, повеќе и разбирање. И затоа прашувам дали е можеби проблемот во жената. Ние факт дека сме имале жени кои што биле дел и од она антифашистичко здружување, значи жени партизанки. Во регионот сме гледале жени премиерки на големи позиции. Во светот исто така не е воопште, како се вели тоа, не срам, туку не е изненадување да видите жена на челна позиција да води една држава. Дораснати сме ние до тоа ниво? Дораснати сме. Ние во Македонија имаме жени кои што можат тоа да го направат. Но само треба да бидат охрабрени од структурите внатре во политичката партија, да бидат оснажени од вкупно во општеството, значи општествено, и тогаш да ги надминат самите жени своите позиции на стереотипи и предрасуди, каде е нивната улога и дека не треба секогаш да го подметнат грбот, дека треба тие да го извлечат семејството од немаштија, од војна, значи ние еднакво сме створени од природата, од Бога, како и сакаме да го кажеме и како да го разбереме, но ние самата природа направила пола-пола да сме. Тоа значи дека самата природа направила дека и одлуките и општеството треба да го повлечеме заедно. Разликата меѓу мажите и жените е биолошката, не и умната, не и квалитетната, не и карактеристиката. Само еден човек, дали при раѓање, генетски, образовно, воспитно, се ствара да биде квалитетен, добар, да биде едноставно вреден, помалку вреден. И затоа па и сите мажи не се бават со политика, не се сите внесени во политиката, а колку за тој број на мажи кои што се вклучени во структурите на одлучување и на власта, ама не да кажам двојно, барем 10-струко има исто толку жени спремни, подготвени, квалитетни, образовани, кои што може да го понесат тој товар во Република Македонија. Не сакам да зборувам за надвор, иако и го имаме сознанието, значи и за надвор, но само треба да се створат услови за да може жената да го разбере тоа. Не да се свртува вниманието во последните години на враќање на жената на местото кое што нема да донесе напредок во нашата држава. Како одминува? Така. Се уште тешко се менуваат традиционалните правила за поголема вклученост на жените во политиката. Дел од женските здруженија сметаат дека слабиот напредок се должи на недоволниот капацитет на политичките партии за развивање и спроведување на родово рамноправни политики. Македонија влезе во светот на независни суверени држави со 4 пратенички. Денеска бројката е поприлично зголемена. Значи, успеавте да издействувате законско решение дека 20% на пратеничките листи, 30 мора да бидат жени. Сега барате зголемување на тој број на 40%.
Тоа е логично. Тоа е логично и тоа е едноставно нужно потребно во едно општество какво што е Република Македонија. Со тоа што јас како активистка сите овие 23 години и учесничка на Пекиншката конференција 1995 година, од кога многу се отиде и во донесувањето на законските прописи, и на закони за еднакви можности, и за изборниот закони за овие, за квотата, и закон за семејно насилство и така натака, но првите 10 години по одржувањето на Пекиншката конференција, на вистина во нашата држава, на планот на жените, се исчекори многу напред и бевме во едно време лидери на регионот. Токму по тоа. Први ги постигнавме резултатите, први направивме исчекори, први ги зголемивме бројот на жени во структурите на локално и на национално ниво и така натака, но во последниве 10 години стоиме на место. Значи, ниту имаме промени, а имаме закони кои што пак работат во штета на еманципацијата на жената. Тоа е законот за ограничен абортус. Тоа е законот за трето и четврто дете. Тоа е, значи, едноставно да не ги набројувам, тоа е состојбите во ниту една рурална средина. Значи, во 44 рурални општини, значи, па да не ги зборуваме околните места во руралните и општини и урбаните, нема ниту една гинеколошка амбуланта и немаме детска градинка. Освен во последните најави за неколку и се уште нецелосно отворени. Сега, можеме ли да говориме за еманципација? Можеме ли да говориме за отворање на поголеми бизниси? Процентуално да го зголемиме. Не зборуваме дека ги имаме и сме задоволни со 4%, 6%, па дури и 14% менаџерски позиции на жените, во кои што најголемиот процент оди на директорките од детските градинки, предучилишниот возраст и основните училишта. Значи, и тоа е менаџерска позиција и тоа е процент некаде 14. Ама тоа не е доволно каде што нашата жена во Македонија и нашето општество велиме дека е демократско. Не можеме да говориме за демократско општество ако имаме ние 50% на население жени, високо образовани, способни, спремни, а ги немаме на сите овие позиции, особено ако говориме на власт. Во овој дел од разговорот рековте Скопје вакво какво што е, не ми се допаѓа. И моите внуци. Так. Нема историја. Имаме споменик на, односно, куќа во чест на мајка Тереза, спомен куќа. Од скулптури имаме шмизли. Ние сме биле на разговор ке Министерката за култура на оваа тема. Зошто нема споменик жена? Да, зошто нема споменик жена? И мајката на Александра. И да, тоа е повторно во една традиционална улога ставена. Значи немаме ни, а имаме војни, жени во Народно-освободителната војна. Имаме жени актерки, ние имаме жени писателки, имаме жени академици. Тоа значи дека имаме ние капацитети и квалитети. И на крајот министерката рече дека па немаме жена. Па јас реков, па еве од невладиниот сектор има, ако никого друг мислевте дека нема, а има. Тоа значи дека не се размислувало, тоа значи дека се уште нема во структурите каде што се одлучува во власта, нема жени кои можат да покренат одредени прашања. А би сакале споменик да има во вакво Скопје? Во вакво Скопје не. Во секој случај не. Заради тоа што навистина ќе се изгуби капацитетите на жените кои што во Македонија учествувале. Значи во Жена парк, нели, спроти собранието. Сте виделе жена споменик? Жена споменик има, а името паркот го носи Жена парк Борец. Освен мајката на бегалците од егејскиот дел, значи кај што оди со бовчата и позади не изед децата, и има еден споменик кој што е само скулптура, но не представува жена и нема жена. Така да знаете што, секое време
носи некои белези. Јас, бидејќи сум генерација меѓу Втората светска војна и ова време, цело во распон, јас не знам, на вистина, што можам да им пренесам на моите внуци. Не знам што можам да кажам, освен сите овие заложби направени во овој процес на време, односно невреме, на заедничко движење на жените од без разлика на која социјална, образовна, етничка, значи верска определба. И 99-та година застанавме на границата да помогнеме на нашата држава, да ги прифатиме бегалците од косовската криза, како што застанавме од Словенија, од Босна, од Србија, од Хрватска, да ги прифатиме сите оние, особено жените и децата на нашите воени лица кои што во тоа време служеле или отишле, а немаат каде да се вратат. Застанавме 2001 година, исто така, на браникот на раселените лица. Работевме со нив и ден денес сме пријатели и домашни и работни и се створија работни и организации таму на жени. Но тоа за нас, како жени, здружени во овој сектор на невладина организирана форма за правата на жената, беше јасно дека ние ќе стоиме на браникот секогаш на мирот и безбедноста. 2001 година, еден месец, секој ден на пладне, стоевме сите жени со најголемиот транспарент, ние сме волонтери на мирот. И секој од нас носеше по една порака. Илјадници разговори направивме и за мене е јасно дека сите тие жени, без оглед на определбата и во политичката партија, нема да застанат и дека ќе помислат на нешто друго, освен да бидеме на браникот на мирот и безбедноста во нашата држава. За разлика од жените во парламентот во периодот кога многу работевме и заедно со нив од невладиниот сектор и ги градевме кадрите за жените во парламентот и во локалната самоуправа, од овој период каде што жените во политичките партии не работат сега ниту на родовите прашања, ниту пак работат со невладиниот сектор и затоа всушност не наоѓаат заеднички јазик внатре во клубот на жените во парламентот, кој што ние како од резултат на пактот за стабилност го основавме, значи нашата организација, и имаше извонредна соработка и јас често пати, може би како изрека моја и може би така сакам да мислам, но сум убедена дека е така, бидејќи тие го пренесува, условно ги надитрија мажите во тој парламент тогаш и ги донесоа законите кои што денеска се уште владеат за овие структури. Значи, денес тоа го немаме. Нашите жени во парламентот, кога настана немилиот случај во парламентот, кога ги влечеа по земја и нивните колешки, јас не можам сликата да ја заборавам, кога тие не излегоа во пресред и тоа да не го дозволеа. А ваму донесуваме закони за семено насилство или насилство на улица. Значи, не може, тоа е несоработката. И тоа се покажа. Да продолжеа да соработуваат жените во парламентот, како што работеа во тоа време, иако беше активен клубот на жените во парламентот, јас сум убедена 80% на тоа, дека тие ќе успеа да надминат и политичката криза во нашата држава. Тодоровска вели дека 30% застапеност на жените во законодавниот дом е се уште недоволно да влијаат во носењето на законите. Ајде малку за актуелната политичка состојба во Македонија. Морам да ве прашам. Бомбите ги слушате, претпоставувам? Ги следам. Кога слушате разговорот
еве, на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Што мислите како жена? Јас лично бев многу изненадена од проста причина што имав неколку активности заедно со неа и потпишан еден меморандум за соработка за семено насилство. И за мене тоа се две личности неспоиви и едноставно како и секој човек кој што може би има две лица, така за мене во моментот е и оваа личност, се додека не се испразни она што всушност е или не е така. Но гласот, изборувањата и се она што го покажа, за мене беше негативно откритие. Ве вознемирува целата ситуација? Многу. Многу, заради тоа што јас лично во контактите, не многу, но и тие колку што сум ги имала, не можев ниту да претпоставам дека во оваа личност може да го има ова. А целава политичка ситуација? Воопшто за мене е неприфатлива и мислам во овие сите 23 години и нормално дека пак останатите, јас често знам во шега да кажам пред нашата ера, значи пред 1991 година и животот во мир и безбедност и спокојство и овие 23 години по јас лично по вознемирена не сум била. Сметам дека може би било некогаш и полошо, но не сме го знаеле. Но ова што сега го слушаме од луѓето кои што стојат на врвот, кои што водат, кои што креираат, а да се однесуваат. Секој човек, може би во одредено време, со одредено друштво, може би знае да биде и недоличен однос и да има послободен говор, но луѓе кои што водат држава, во кои што народот гледа личности и кои што ја водат државата, за мене ова е едноставно неприфатливо и јас се уште не можам ниту да го соџвакам, ниту да го голтнам. Имаме два кампа, едниот пред влада, едниот пред собрание. И таму има жени и овде има жени. Знаете што, и жени и мажи имаш уки и неуки. Лесни и разумни. Значи, не гледам зошто жените да бидат различни од мажите. Биолошки тие се, но интересите во едно вакво време, какво што сега го живееме, затоа што јас често пати кога ги прашувам жените во парламентот, дали, особено во оној поранешен систем кога сме работеле со нив, и ќе ги прашав дали во вашите места имате ден кога ви се обраќаат граѓаните на вашата заедница кои што гласале за вас. Да, имаме. Што бараат тие од вас? Ниту една поинаку не ми кажала, него само ми рекле дека само бараат работно место за себе или за своите деца. Тоа мене ми говори дека и овие жени, и овие мажи кои седат вака или така, тие едноставно имаат причина лична. Тоа за мене е неприфатливо како работник на една ваква активност како што јас сега се ангажирам. Мислам и во овие сите 23 години, значи јас тоа не го оправдувам, но едноставно многу ми е јасно дека причината е во тоа. А разликата, ако ме прашате, меѓу двата кампа, јас потполно како активистка и моето знаење, севкупно и вклученост во една демократија, ми е јасно кој има право и чие е демократското право да застане и да протестира, а оној кој што значи нема зашто и против кого да протестира, а зошто седи. За мене е јасно, а на кого што не му е јасно, треба можеби да прочита, да разговара, а има умни луѓе кај нас во државава, може тоа да го кажат. Условно кажано, бидејќи мажите еве, да кажеме не се покажа. Можно ли е жена да ја извади Македонија од оваа политичка криза? Можно е и многу јас ме водат насоките натаму, но не за тоа што само жена може. Само умен човек без оглед на пол. Умен, разумен, добронамерен. Човек кој што нема да има лични интереси во моментот на излегувањето. И за мене
е многу прифатлива ситуацијата, можеби само толку скромното мое знаење и сепак годините кои што ги поминав. Експертската влада во Република Македонија ја изведе Македонија да биде во екс-југословенскиот простор единствената земја оаза на мирот во тоа време и се уште кога одам надвор, било на која дестинација, секој само ми честита на она што ние, Република Македонија, сме успеале да го одржиме. Според тоа искуство и ова мое знаење на мировни процеси, сметам дека е нужно потребно и дека може, и дека има. Може би е неблагодарно, но сакам да ве прашам, која е жената во Македонија која што може да ја извади Македонија од оваа политичка криза? Има повеќе, има квалитетни, способни жени, учени жени, знани жени, познати жени, но во моментот кога разговараме за оваква една состојба, може би треба да ги споменеме оние кои што во моментот се актуелни политички, заради тоа што сепак тие се втурнати во процесот и тие може би можат да дадат и да сакаат да се приклучат. Јас да речеме би ја споменала Мирјана Лазаревска-Трајковска, би ја споменала Маргарита Цаца, би ја споменала Радмила Шекеринска, Весна Дамчевска, исто парламентарка, но за секоја од нив и многу други професорки од универзитетиве, но за мене би било многу важно за било која од нив да ја остави политичката боја во моментот кога ќе биде предложена за позицијата. Затоа што тоа е и каменот на спрепнување. Значи, едноставно, мораат да знаат дека тие ќе бидат представнички или представници, еве и мажи ако бидат, на државата, на народот на Македонија, не на својата политичка партија. Само тоа, по мене, јас не би сакала нели да говорам дека може и од невладиниот сектор да произлезат предлози. И има такви. Вие пред малку нели ме прашавте исто и за политичка партија на жени. Има размислувања, но не е корисно. Хрватите имаат партија на разведени, така не што не треба да се делиме ние по тоа. Ние треба сепак да имаме опции на леви, на десни, на центар, на тоа, но да не ги гледаме тесните рамки. Само тоа е проблемот кај нас во Македонија и мислам дека честност и одговорност. Господја Тодоровска, за вашата работа многу награди, колку тие ви значат. Една во Белград, една во Франција, што ја знам Мајка Тереза, 13 ноемвриска награда ви значат? Јас кога ја добив 13 ноемвриската награда, во тоа време беше началник господинот Пенов. Тој после тоа ми рече, Бесавка, да знаевме дека волку ти значат наградите, ќе ургиравме порано да ја добиевте на основа на ова што вие го работите. Навистина ми значат. Затоа што сепак нашава работа е општествена. Тодоровска е наградена како неуспешна жена во женското движење во Македонија и регионот. Наградата ѝ беше доделена за време на првата светска конференција на програмата Жените тоа го можат, што се одржа во 2007 година во Белград. Да го привршувам муабетот, кога ќе ве вратам назад, основач на многу работи, све што е поврзано со невладини организации. Па, значи, прво основање на градската организација, значи на Скопје, на жените, па на Сојузот на жените, заедно секако со многу членки, други кои што се Кавадарци, Берово, Струга, Пробиштип, значи едноставно многу. И денеска броиме преку 130 организации, а започнавме со 13 организации. Јас сум лично и основач на Македонскиот центар за меѓународна соработка, на Фондацијата за услуги финансиски на луѓето во Македонија ФУМ, потоа значи на Македонија без дискриминација, па потоа на Сдруженијето на трговијата против трговијата со жени. СОС телефонот, тоа мислам првиот СОС телефон за жртви на семејно насилство, за да еве денес нашата
држава изготвува закони за семено насилство, а не го поканува граѓанскиот сектор. Добри, значи, тоа се тие аномалии, условно по мене речено, каде што ние сме сервис на институциите, а ние сме продолжената рака. Ама ние институциите треба да ги воведеме во оноа што е состојбата на терен. Но за жал го немаме постојано таа нитка. И на сите овие обврски, кога наоѓавте време вие за семејството? Прво и основно, многу е важно да го споменеме тоа, дека од 1991 година, значи, јас го работам само ова. Обштествените токови така направија да државата ми ги откупи годините на стаж. Јас отидов рано во пензија, работев неколку години само во македонската телевизија, значи во скопската програма, а останатото време исклучително. Децата ми порасна, тие се многу самостални, сами се грижеа за своето семејство, за своите деца, а моето место е само за љубов, за некаде кога требе само малку и едноставно она што го научив во моето детство. Љубов, разбирање, грижа, лулање на нози или во раце од мојата мајка, од мојата баба, од мојата војна. До внуките. До внуките, едноставно сега. Јас ги лулам, јас ги им пружам љубов и мислам дека тоа е основното за разбирањето, за поддршката. И секогаш мора да ги поддржуваме младите. Мора да ги поддржуваме заради тоа што било кој проблем да се јави, а тој не е дека не може да се јави, треба да се застане и да се поддржи. Господја Тодоровска, ви благодарам што бевте дел од патот до успехот. Ви посакувам успех и понатаму во кариерата и продолжете со вашата борба за сите права. Благодарам и на ова за кое што вие го започнавте. Верувам дека ќе се реализира и тогаш ќе го направиме новиот, за кој ќе имаме жена, или председател, или премиерка. Но не мирувате, продолжувате понатаму, одите во Измир, Турција. Да, тоа е, членка сме на Светскиот совет на жените од 2003 година. Равноправна, призната, активна, едноставно пофалена и продолжуваме понатаму. А јас сум убедена дека Македонија повторно ќе биде земја успешна во регионот и по ова што значи жените во учеството во власт. Ви благодарам и со среќа. Вас ви благодарам. Ова беше приказната на Савка Тодоровска. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Следете неповторно и следната сабота во истото време. Довидување.